Над 600 дивоградби се на листата на извршување, односно уривање во општина Куманово, информираше градоначалникот Максим Димитриевски. Одговарајќи на новинарско прашање, Димитриевски кажа дека поради економска неисплатливост за извршување на истите, како председател на ЗНАМ веќе разговарал со коалициските партнери во владата за изнаоѓање можно решение преку донесување на нов закон за легализација. Кои објекти би биле опфатени со новиот закон, повеќе од изјавата во продолжение. Законот за легализација донесен 2011 година. Во 3 наврати назад се продолжувани роковите за завршување на таа постапка. Значи, точно 26.256 барања се поднесени во општина Куманово, од кои 5.836 се уште не се решени, а пак од кои 4.308 барања се некомплетни. Истата ќе продолжи согласно последната измена на законот. Таа не се однесува за поднесување на нови барања за легализација, туку првенствено се однесува да бидат завршени сите овие постапки кои што се веќе отпочнати. Сакам да нагласам дека не само во општина Куманово, во голем број на други општини има голем број на диво изградени објекти кои што се изградени по датумот на донесување на законот за легализација и кои што не се опфатени со овој закон и се ставени во спорни објекти. Ние на листа на извршување имаме над 600 објекти на територија на општина Куманово и не постои економска логика за извршување на истите. Јас како председател на ЗНАМ веќе разговарав и со премиерот и со останатите коалициски партнери, работиме на едно заедничко решение, се со цел да се изнајде начин како најголем дел од оние објекти кои што се изградени на приватни земјишта, а не го загрозуваат јавниот интерес, да бидат опфатени, можеби во иднина со еден нов закон за легализација, со кој што ќе се даде можност истите да се легализираат, но не да бидат во привилегирана состојба, туку ако веќе ја злоупотребиле довербата, еднаш да го платат најмалку полниот износ на комуналните давачки кон општините и кон државата. Дали ќе успееме во тоа, не знам, ќе зависи од парламентарното мнозинство. Јас би сакал еден таков закон да се донесе со апсолутен консензус, но со кој што закон ќе се стави крај на дивоградбите во државата, ќе се дојде до една сателитска конечна снимка, истата ќе влезе како акт во законот и истата ќе биде третирана се со цел да се злоупотребува дивоградбата и доаѓање преку законот за легализација до имотен лист. Значи, нашата цел и мојата цел и како градоначалник и како лидер на еден политички субјект е дојден сум да градам, не да уривам, но секој еден поединец кој што задеда во државниот и јавниот интерес, секој дека ќе биде гурнат.